се чисти коритото на Ратевска река во Малешевијата. По скоро децениски проблем со поплавени ниви, конечно надлежните решија да го исчистат коритото од наносите на земја, ѓубре и дрва во должина од 2,5 километри. Коритото на Ратевска река беше многу стеснато од самите земјоделци, од самиот нанос што беше донесен од реката. Акцијата е започната, па се надеваме дека за месец дена ќе заврши комплетното чистење на Ратевска река. Самото материјал што ќе се вади од реката ќе се искористи за градење на брамбен насип од левата и од десната страна на реката, за да не го ерозира земјоделското земјиште. Освен коритото на Ратевска река ќе се чисти и коритото на Прегалница. Ова е добра вест за земјоделците, чии ниви редовно беа поплавувани од реките. Кој е направено, не е поплав, не е направено. Паѓа на поплав. Имаме поплавите имаше големи проблеми. Значи тоа беше се поплавено негде околу од другата страна и тука околу 25 хектари. Беровската брана во моментов има 9,5 милиони кубни метри вода, што според проекцијата треба да одговори за наводнување на 520 хектари земјоделска површина, но во Малешевијата се наводнуваат само 70 на хектари со водата од системот на водостопанство. Луѓето слабо се заинтересирани за наводнување. Не ги користат културите кои бараат вода, а има систем. Значи моментално во Малешевијата ако посадиме пченка и се наводнува 2-3 пати се наводи во годината, може да добијат принос од 800 до 1000 килограми на декар. За земјоделците една од причините за незаинтересираноста за наводнување од системот е и годишната цена од 1000 денари од декар. Скапо е. Динар само од декар ле колку зима. Скапо е. Некој има, некој нема. Нивата е таква, издржлива и не наводнува. А што садите? Повеќе компир, граф и пченка. Работите околу чистењето на коритата на реките треба да завршат за 1 месец. Средствата се обезбедени од државата.